Еве, нешто обновивме тука, значи, ама секако остана. Кога ги реновиравме вецињата, но ги завршивме делумно, останаа уште доста некои работи, така да требаше фирмата да ги доврши. Ова го работевме негдека пред 4 години, се уште не е да завршам. Често се случува да протекува, гледате какви штети се тоа се прават, додека не се санира самиот кров. Еве, овдека една соба што ја користевме ние до неодамна за седење, така да едно време здравствениот дом ја требаше да ја издаде како под концесија, значи на еден од концесионерите, но некако не се случи тоа, така да самата просторија е доста руинирана, а моментално, значи, никој не ја нема под концесија, значи никој не ја користи, беше некаков заеднички простор кој што поголем период беше заклучен, така да сега го отворивме ради тоа што пробувавме на некој начин да го решиме тоа протекување кое што се јавуваше после некои обемни дождови, но самата просторија поради тоа што долго период беше заклучена, значи, и не беше доставна на некој начин на ние да ја одржаваме и хигиенски и на некој начин да ја санираме штетите, значи видите колку се запусти и на некој начин, значи сега самиот објект, значи може да дојде, нели, до и да се тури овој простор. Во ужасна состојба е амбулантата Карпош. Таа изградена, оваа амбуланта изградена после земјотресот, но како велите, вие ниту шајка една после не е ставена. Да. Ние концесионерите моментално што сме под здравствен дом, се соочуваме со доста потешкоти во објектот. Значи, кој што спаѓа под здравствениот дом, ние се наоѓаме во детскиот диспанзер Карпош. Последен пат, значи, кога нешто работевме во диспанзерот, беше кога
средувавме дел од овецињата, значи во времето на директорот Мехмедовиќ. Тогаш успеавме, значи, да ги санираме на некој начин плочките, нешто ПВЦ врати, но од тогаш до сега, значи, со новото раководство на здравствениот дом не наоѓаме на некој начин договор и јазик за да можеме да продолжиме и да сработиме и она што е потребно за нас вработените тука во диспанзерот. Најголемиот проблем, кажавте дека е кровот, дека протекува, дека воопшто не е саниран. Кој е излезот? Видете, доста е амортизиран објектот, во секој случај овие се времени објекти, кои што се поставиле како времени објекти, но функционираат и до ден денес. Така да, за да продолжиме да работиме тука, нели, да не ги оцелиме нашите амбуланти во некои приватни простори надвор, целта ни е да останеме тука, значи да работиме во амбулантата која што е доста достапна и позната кај пациентите и е потребно, значи, некои итни реновирања, реконструкција на објектот, како што е тоа што го спомнавте вие, значи пред се санација на кровот, имаме доста проблем, значи после обилни врнежи, значи протекува самиот објект и ни прави доста големи штети, значи во картотеката на техничките елементи, компјутерите, принтерите, па често пати мораме и да ги обновуваме. Апаратурата што е доста скапо, значи и не можеме да си дозволиме како амбуланти кои што работиме тука. Исто така, значи, замена на вратите, на прозори, санација на тоалетот, исто така нешто дел, значи, го работевме, но не е како што треба, така да сето тоа е онака доста амортизирано и потребно што побрзо, значи, да се санира. Имате ли поднесено барања до Министерството за здравство? Видете, пред се, значи, бидејќи ние спаѓаме по здравствениот дом, значи сите оние барања кои што треба и се однесуваат на реновирање, поправки на објектот, одат преку здравствениот дом. Имено, значи, ние сме под управата Ѓорче Петров, така да сите оние забелешки кои што ги имаме или потреби, прво ги презентираме на нашите управници во Ѓорче, па после тоа се пренесува во надлежниот директорот или, значи, управителите кои што се под поликлиника Бит Пазар, така да доста пати е разговарано со нив, кажани се нашите потреби кои што ги имаме тука и исто така, значи, тоа е пренесено и секако до Министерството за здравство кое што до ден денес, значи, не е дошло да поразговараме, да ги слушне нашите потреби кои што ги имаме и на некој начин да се договориме да во блиска иднина заеднички на некој начин, значи и ние би помогнале како концесионери, бидејќи тука имаме повеќе концесионери, значи имаме општи амбуланти, имаме значи рентген кабинет, имаме протетичари, сите заедно на некој начин да најдеме и да изнајдеме некое решение и да може, значи, објектот да го санираме и да продолжиме да работиме. Да функционирате нормално. Да функционираме како што треба, бидејќи, значи, ние сме тука поголем, значи, цел ден на работа, но секако, значи, објектот го користат и пациентите, значи, ги користат тоалетите, ги користат, значи, останатите соби и секако треба да изгледа онака како што треба да изгледа еден здравствен објект. Значи, одговор немате никаков од Министерството за здравство? Одговор немаме од Министерството за здравство, значи неколку пати на некој начин дошле одговорните или од здравствен дом, сме разговарале, на некој начин сме се договарале, се ветувало нешто, но до сега ништо од тоа што е ветено не е исполнато. Значи, ќе излеземе, ќе сликате и ќе видиме, значи, што се сработило до сега. Имало неколку обиди за кражби во оваа амбуланта? Да, значи доста е лесно да се влези. Ние имавме некоја намера да сами концесионерите на некој начин го санираме самиот влез, но нели имаше некој најави дека нашата барака заедно со останатите што се реконструира во Ѓорче Петров и во Бутел и нашата ќе биде срушена, значи ќе биде обновена, па
до сега значи не го реконструиравме влезот, бидејќи беа значи на некој начин и соопштуваа да не вложуваме во нешто што ќе се сруши. Така да, но после од кога отпадна планот со министерот Сали, мислам дека беше кој што ги отфрли тие идеи за реконструкција на детскиот диспанзер тука и во Тафталиџ амбулантата. Значи, сега сме ние пак повторно на почеток. Значи, не знаеме дали да вложуваме во објектот, дали ќе се реконструира, дали ќе се руши, на некој начин имаме непредвидлива иднина, да. Она што е најопасно, најризично е сушност што имате само еден штек во оваа амбуланта. Да се сетиме на трагедијата која се случи во Тетовската болница. Да, доста е небезбеден објектот на некој начин. Така да, еден штек е тука за целата амбуланта и сите елементи, нели, самата амбуланта е, како што спомнавме на почеток, е од времен карактер. Значи, порано се користело само некоја музички транзисторче, сега моментално, значи, во амбуланта, за да работи една амбуланта во примарно здравство мора да имаме компјутери, мора да има, значи, климатизација, мора да има принтери, така да повеќе технички елементи се приклучени на еден штекер и секако постои ризик од неисправна мрежа, инсталација и сите тие да се случи некој несакан настан. Го имате ли ова кажано на надлежните? Надлежните го знаат тоа, значи точно ние кога ги добиваме амбулантите под концесија се прават, значи, целосно, значи, пописи и точно се знае што една амбуланта поседува, точно и прецизно што поседува, значи и од технички елементи, и од електрика, и од сето тоа, значи надлежните го знаат тоа. И ништо не прават? До сега не. Затоа и ова, на некој начин да излеземе вака, значи да соопштиме и да алармираме дека тука кај нас е потребно нешто да се промени, значи во контекст сега, нели, новите работи, здравствени работници без договор за работа, ниски, нега за гарантирани плати, но и битни се и условите во кои што работиме за да останеме и да работиме тука во државата. Кризата на болниците е насекаде присутна во Европа. Како што објаснивме во претходната емисија 25 минути, во скоро сите европски земји имаше и се уште има протести и мобилизација на медицинскиот персонал и администрацијата на болниците со цел да го привлечат вниманието на јавноста, но исто така на одлучувачите во случајов политичарите кои се на извршните функции, кои се повикуваат на политичка акција и посветеност да го заштитат, поддржат и инвестираат во здравството и здравствените работници во Европа. Јас ќе се задржам овој пат само на случајот со француските болници кои најдобро и ги познавам. Соочени со тешкотиите, можеби најсериозните од создавањето на универзитетските болнички центри во далечната 1958 година, представничките тела на директорите, кои за разлика од Македонија се менаџери со менаџерски студии специализирани за болничките администрации, потоа деканите на факултетите и лекарите, на почетокот на годинава побараа итни мерки од владата, наспроти кумулативниот дефицит од 1,2 милијарди евра на крајот од 2023 или 3 пати повеќе отколку
отколку во 2022, вклучувајќи компензација за инфлацијата и враќање на уделот на ОНДАМ, односно националната цел на трошоците за здравственото осигурување, резервиран за болниците, но кои не се потрошени, а се проценети на 800 милиони евра. Овие тешкоти се можеби најсериозните од создавањето на болниците во 58 година. Тие укажуваат во соопштението за печатот, во кое се прецизира дека влошувањето беше длабоко и брзо, по дефицитот од 4,2 милиони евра на крајот од 2022 и дека капацитетот за самофинансирање на болниците, а со тоа инвестициите е намален за 86%. Ситуација која е поврзана со неколку надворешни фактори, додаваат тие, почнувајќи со драстично зголемување на трошоците поради инфлација со преостанатата обврска за универзитетските болници од 585 милиони евра за 2023, потоа недостаток на средства за мерките предвидени со Сегур де ла Санте и пат на приходите поради затворање на кревети по епидемијата на COVID-19. Дури, иако успеавме повторно да ги отвориме креветите во последниве месеци, неколку сектори се во голема тешкотија, како што геријатрија, педијатрија или психијатрија, објаснува во соопштението професорот Реми Саломон, кој ги застапува лекарите. А последиците поврзани со политиката на штедење наметната од владата се драматични. Во одделенијата за итни случаи на универзитетските болници, како на пример во Рен, 40 луѓе чекаат за хоспитализација на носилки. Таков е случајот и на повеќе места во Франција. Но, на краток рок, се уште има време да се избегне најлошото, веруваат представничките тела на менаџментот на универзитетските болници. Така, на маса се ставени неколку итни мерки, додека со реконструкцијата здравството веќе не е полноправно министерство, туку е групирано со трудот под водство на Кетрин Вотран. Тие исто така повикуваат на стратегија за долгорочно финансирање на јавните болници, сите установи заедно, од универзитетските болници до малите локални болници, кои бараат од владата додатни 1,8 милиарди евра за 2023 и од кои 1,1 милиарда за инфлацијата, според бројките објавени во понеделникот од Француската федерација на болниците. Во писмото упатено до премиерот Габриел Атал, бројни градоначалници на големите градови, вклучувајќи ги Ан Идалго од Парис, Григори Душе од Лион, Пиер Урмик од Бордо или Мартин Обри од Лил, кои се председатели на надзорните одбори на универзитетските болници во нивната општина, побараа состанок за да можат да изнесат предлози до владата. Француската федерација на болниците проценува дека на болниците им недостасуваат 1,9 милиарди евра за 2023 и 2 милиарди за 2024 година. Сдруженијето што ги обединува француските јавни здравствени и медицинско-социјални установи реагираше остро на буџетот за социјалното осигурување представен од владата. Законот за финансирање на социјалното осигурување представен од владата го остави болничкиот сектор во сомневање и покрај големите најави одредени мерки не се финансираат, истакна Арно Робине, претседател на Француската болничка федерација и градоначалник на Ранс, кој ги представува јавните болници и медицинско-социјалните установи. За време на пресконференцијата тој ги направи сметките. Неговата федерација проценува дека на болниците недостасуваат 1,9 милиарди евра, 1,5 милиарда поради инфлацијата, особено трошоците за енергија и скоро 400 милиони евра за покривање на мерките за надградба на чуварите и ноќната работа. Арно Робине појасни дека 2 милиарди евра се уште недостасуваат од болничкиот плик за оваа година. Дали сакаме да си дадеме заеднички цели во просек или долго, или продолжуваме вака, сакајќи да го скршиме нашиот здравствен систем и јавната болница, се запраша тој. Федерацијата на болниците сега смета на сите застегнати парламентарци за да се промени овој буџет. Кога ќе ги погледнеме сепак како изгледаат француските болници, при самото влегување во нив ќе си речеме дека ништо не им недостасува во споредба со нашите на материјален план, освен на оделенијата за ургентно, тие успеваат да ги задоволат потребите на населението. Но тоа што загрижува е недостигот на доктори. Неслучајно, француската влада ги олесни условите за странските доктори кои доаѓаат да работат во Франција, а истовремено ги заустри законите за имиграција. Недостигот се должи на тешките и долги работни денови, пониската плата отколку во приватните установи, од каде што младите лекари заминуваат. Например, во оваа болница треба да има 100 анестезиолози реаниматори во Лил, а 20 работни места се празни, бидејќи нема кандидати. Решението се затвараат операционите сали.
Lundi prochain, dans ce bloc opératoire qui normalement devrait ouvrir 6 salles, il y en aura 4 ouvertes. Les organisateurs d'équipes en général, et ce sont des médecins, jonglent en permanence sur les plannings prévisionnels des mois à venir. За да не се чувствува многу недостигот на анестезиолози, некои велат дека работат меѓу 70 и 80 часа неделно, односно двојно повеќе од легалните 35 часа неделно. Седрик Сирени е еден од нив, тој од секогаш сакал да работи во јавниот сектор, но денес си поставува прашање. Est-ce que je resterai dans ces conditions avec de moins en moins de moyens, alors qu'on nous demande de plus en plus de choses? Pour quelqu'un qui débute comme moi, on peut multiplier par 5 dans le privé. За споредба, платата на еден почетник е околу 12.000 евра во приватните болници, додека во јавниот сектор еден почетник анестезиолог заработува бруто 4.130 евра, а на крајот од кариерата 7.500. Во вакви услови е тешко да се задржат докторите во јавниот сектор, но тоа е ургентно потребно според директорот на универзитетската болница од Лил. Il y a des gens qui en ont marre. Donc quand on vous propose des situations très intéressantes, plus favorables à l'extérieur, eh bien ça marche, voilà, c'est humain. Mais si on ne fait rien, bien sûr que nous allons au-devant de grosses difficultés. On pourrait faire tomber des pans de l'activité hospitalière publique. Француската влада сака да направи реформи во функционирањето на болниците кои за сега работат, односно наплатуваат за секој медицински акт со посебна тарификација на активностите, со други зборови, болница предпријатие. Donc la ministre a dit qu'il faut en finir avec la tarification à l'activité, avec l'idée d'un hôpital-entreprise. Est-ce que les financements sont sur la table? Non. Est-ce que les moyens opérationnels et techniques le sont? Non. Pour l'instant, il n'y a aucun instrument alternatif à la tarification à l'activité. Јас и покрај мојата новинарска работа, дел од мојата професионална активност ја посветувам на преведување во болниците во Франција, при консултациите на пациенти кои доаѓаат од просторите на поранешна Југославија. При тие консултации имав можност да ги видам скоро сите оделенија и специјализации на универзитетската болница од Нанси, да разговарам со професори и пред се со пациентите. Пациентите веднаш прават споредба на условите во кои се згрижени овде во Франција, вниманието на персоналот и покрај презафетеноста, а да не зборуваме за пружената нега. Многу од пациентите кои ги придружувам дошле во Франција за да се лекуваат, при тоа користејќи ја процедурата за барање на азил. Од моето лично искуство со болниците во Македонија и со тоа во Франција, можам да ви кажам дека тоа се два различни светови, просто невозможно да се споредуваат. Еве ова е ходникот на болницата изградена во 1970 година, скоро во исто време како повеќето од нашите болници во Македонија. Зградата која што ја гледате зад мене е најголемата универзитетска болница во источна Франција. За неколку години оваа зграда повеќе нема да постои. На нејзино место ќе биде подигната нова, современа универзитетска болница, која што треба да ги задоволи потребите на населението, но се разбира да му пружи соодветна здравствена нега, во кој што условите за работа на здравствените работници ќе бидат многу подобри од што се во овој момент во болницата, како што се уверивте и од снимките и од фотографиите кои што ги имаме направено внатре во самата болница и покрај староста на зградата, сепак таа е многу добро одржувана и условите за работа се многу подобри отколку во македонските болници. Слично и во другите француски болници. Се разбира, планирањето на здравствените услуги не се прави на 5 или на 6 години, за тоа се размислува на долгорочен период, бидејќи ако тоа се беше посебно констатирано за време на кризата со ковидот, кога што голем број од француските болници се најдоа блокирани поради непостоење на соодветен број на болнични кревети. Но сепак тоа не кажува дека условите се подобрени во меѓувреме, бидејќи како што видовме во претходната емисија, здравствените работници се борат за и понатаму да имаат добри здравствени услови за работа и се разбира да можат да му пружат соодветна нега на населението кога има потреба од здравствени услуги.